Здруженијето на пензионери Куманово утрово започна со поделба на вредносни ваучери на членовите кои што примаат најниска пензија. Предвидено е денеска и утре да бидат поделени 750 ваучери од 1000 денари за членовите кои примаат пензија до 11.000 денари. Интересот денеска не е многу голем, меѓутоа сметам дека бидејќи ние во петок објавивме, веројатно уште не се разбрале, 750 ваучери се тука. До сега имаме, значи ние започнавме во 9, еве сега е некаде 11:30 колку е, до сега дадовме некаде околу 250 ваучери. Ќе продолжиме, ќе работиме се додека има интерес денеска со тоа што граѓаните кои што, односно пензионерите кои што не разбрале, може утре исто од 9 сат почнуваме и сите тие 750 ваучери ќе ги поделиме на пензионери. Мора да донесат чек, да се извадат од банка чек, последен не мора, него од јануар, февруар, март, април од 2021 година. Еден чек да си донесат и да донесат фотокопии од лична карта за да се види дали е за идентификација дека пензионерот е тој што ја зима овој ваучер вредносен. Сега ме прашаа пред малку дали може за родител, дали може со тоа што чекот од родител и лична карта на родител ќе дадеме и во такви случаи и на такви пензионери. Јакимовски апелира пензионерите кога ќе ги подигаат ваучерите да ги почитуваат препораките, да носат маска и да држат дистанца пред здруженијето. Тој нагласува дека нема право да се пријават пензионерите кои што веќе користеле ваучер во 2019 и 2020 година. Здруженијето на пензионери Куманово е едно од најактивните и најбројните во државата со над 14.500 членови. Оваа активност влегува во годишната програма на здруженијето врз основа на планираниот финансиски план.